почетокот мене ми звучеше многу смешно и дури ги имитирав оперските пеачи како може на тој начин да пеат и секогаш велам дека кармата ми го врати тоа да станам оперска певица. Мојата мајка има живеено во Франција и оттаму има донесено цедења. Ни ги пушташе на мене и на сестра ми и ми направи впечаток Травијатата. Потоа на 7 годишна возраст почнав со нижо музичко како флейтист, завршив средно како флейтист и на факултет дури се одлучив да се насочам на пеење. Јас сум многу среќна бидејќи се насочив токму кон Бугарија. После околу 10 години може да кажам дека навистина сум многу задоволна со тоа како ме прифатија. Навистина надвор од политиката самиот народ има многу убави чувства кон нас македонците и можам да кажам дека често се соочувам со истото прашање и од нивна страна како е кога бугарин ќе отиде во Македонија, како се однесуваат кон него и меѓусебно народот се почитува многу. Може да кажам дека сум навистина многу добро прифатена и од двете држави. Кај нас исто многу скоро имав концерт со Битолски камерен оркестар што помина фантастично и искрено секогаш е најубаво да се настапува пред домашната публика. И со тоа заклучив дека Македонија исто има многу убава култура за ја цени класичната музика, има навистина обожаватели и луѓе што сакат да слушнат нешто различно од тоа што им се нуди во секојдневието. За прв пат се осмелив да пеам на јапонски јазик. Може да кажам дека е еден од најкомплексните проекти за мене. Со оркестарска изведба и со техника на класичен пеач, навистина многу интересен проект на крај се реализираше. Имавме турнеја низ Кина, каде што јас бев солист, заедно со Српскиот симфоничен оркестар и маестро Кеничи Шимура, кој што е јапонец. Турнејата помина фантастично, имавме 7 концерти во 7 градови во Кина. Сега ни следува турнеја во Букурешт, така да тоа е едно незаборавно искуство. Јас сум многу голем перфекционист и решив да студирам 2 факултети истовремено, каде што запишав глума со цел да се подобрам како артист на сцена, бидејќи претходно немав никакво сценско држење, не си се допаѓав на сцена и тоа навистина многу ми недостасуваше. Гледам секогаш да направам нешто поразлично од моите колеги, вметнувам исто така и филмска музика, што е поинтересна и за тие што не се љубители на класичната музика, а дошле да не подржат.